Вреди како дел од владината коалиција останува со 6 министерски места. Нема да добие нов ресор, а еден човек ќе биде и вице-премиер и министер. Председателот на владата во понеделник ги достави предлог имињата во законодавниот дом. Според премиерот Христијан Мицкоски, владата постигнала договор за испразнетите ресори поради заминувањето на Изет Меджити на градоначалничката позиција во Чаир. Имињата се начално оние кои кружат во јавноста, рече Мицкоски, но во понеделник ќе се знаат и официјално. Можам да кажам дека оваа недела ќе се знаат имињата, но она што е сигурно е дека оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата на политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата Вреди ќе ги задржат. Така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори. Така што тоа е веќе во рамките на нашата заедничка коалиција договорена, а околу имињата очекувам дека веќе во понеделник ќе ги доставам откако ќе бидат искристализирани, но тоа се оние имиња горе-доле кои што циркулираат во јавност. Според договорите кои паднале во коалицијата Вреди, за сега неофицијални, Беким Сали ќе биде прв вице-премиер и министер за евроинтеграции, Мухамед Хоџа, министер за животна средина и Башким Бакиу, нов министер за здравство на местото на Азир Алиу, кој пак ќе биде директор на Агенцијата за електронски комуникации. Досегашниот министер за евроинтеграции Орхан Муртезани се шпекулира дека ќе замине како амбасадор во Брисел, ако премиерот ги потврди предлозите на владиниот партнер. Имињата на новите министри идната недела влегуваат во собраниска процедура. Персоналните министерски промени не значи дека напролет ќе има предвремени парламентарни избори. Мицкоски е дециден дека идната година ќе биде предизвикувачка, бидејќи владата ќе треба да затвора дупки во буџетот отворени во минатото, проблеми што техничка влада не би можела да ги надмине. На ВМРО ДПМН би му одговарало напролет да има предвремени парламентарни избори, но како што вели Мицкоски, државните интереси се пред се. Кога би размислувал политички и теснопартиски, во наш интерес е напролет да имаме предвремени парламентарни избори, но ние сакаме да размислуваме државнички и во таа насока и да се однесуваме. Интересот на граѓаните е подобра економија, подобри услови за живот и во рамките на можностите со кои што располагаме, се трудиме секој ден тоа да го сработиме. Од избори јасно е дека во јануари ќе има локални во 4 општини каде не се постигна цензус за избор на локална власт. Со сигурност ВМРО ДПМН ќе биде дел од изборите, но дали ќе настапи со заеднички кандидати со партиите од владината коалиција, се уште не е дефинирано.